Петра, кога си ти овде кај нас? Па не знам, мислам си ама сега во моментот. Добро, еве јас ќе ти кажам. Кај нас си 9 години и 89 дена, точно до денес. Со читање на извадоци од романот Петра, синоќе во Делчево, поскумно беше промовирано недовршеното дело на авторката Павлинка Ѓорѓиевска. Таа не дочека да го види светлото на денот на својот втор роман, ново неизино име како што претходно и вети. Тоа го направија нејзиниот сопруг, познатиот македонски сатиричар Миле Ѓорѓиевски, како и промоторот, познатиот македонски писател Милован Стефановски. Задоволен сум од она што Павлинка ни го остави како наследство, како пишано наследство со овај роман. Јас мислам дека ќе се задоволни и читателите, незините стари познаници, а сигурно ќе има и некои нови познаници кои ќе го прочитаат овај роман. Еден навидум едноставен стил кој што во секој случај изнудил своевидна енергија и опит да направи исчекор во дотогашното неизино искуство во прозниот исказ по објавувањето на претходниот роман во Тунелот. За оние кои ја познаваа Павлинка и кои беа дел од незините претходни промоции, голема штета е тоа што авторот не дочека да го види своето второ издание. На мене ми се допаѓа во секој случај бидејќи пак е среќен крајот. Меѓутоа жалам што не го доврши таа, што не го доврши другиот роман, што не направивме друга промоција, тоа е судбина и ние не можеме тука ништо да промениме. Од она што го остави во ракопис меѓу делата Јасна и улицата на Костените е и романот Алтан, кој промоција би требало да доживее на 56-тиот роден ден на Ѓорѓиевска. Следува уште еден роман кој ќе го издадеме идната година, исто планираме да го промовираме за незиниот тогаш 56-ти роден ден. И со тоа да докажеме дека луѓето кои творат, кои оставаат нешто зад себе, стануваат бесмртни, никогаш не умираат, односно продолжуваат да живеат преку своите дела. Инаку синокешната промоција ја организираше јавната локална библиотека Илинден од Делчево, а покровител на настанот беше општина Делчево.